со почеток во 9 часот утрово па се до 16 часот Црвениот крст на Република Македонија заедно во соработка со амбасадата на САД ќе го одбележат националниот ден на служба и сеќавање во чест на жртвите и преживеаните од нападот на 11 септември. Тука на пултот во амбасадата на САД ќе можат да дојдат сите хумани граѓани да донираат крв, конзервирана храна и облека, потребни резерви за секако за зимата која што следи, за резервите на Црвениот крст и секако за оние на кои што им е најпотребна оваа помош. Веднаш до мене како соговорници ја имаме Лора Браун, која што е шеф на канцеларијата за односи со јавност во амбасадата на САД. Добар ден за вас. Како овој ден се одбележува еве во Македонија со крводарителска акција, меѓутоа како се одбележува во другите држави и во Америка? So we're very honored to once again partner with the Red Cross here in Macedonia to mark the National Day of Service and Remembrance and to honor the lives that were lost in the terrorist attacks on September 11th, 2001. This is something that we do throughout the world and mark in very different ways, but we always try to remember and to honor the service that these people gave to their country on that day. Драго ни е што веќе 9 пат со Црвениот крст на град Скопје соработуваме за оваа акција. Значи ова се случува по 9 пат и секаде во светот исто така, значи се случува каде што се дава чест за настаните на 11 септември во САД, на неделата што се вика недела на почит и сеќавање и служба. И секаде во светот во различни места се дава таков вид на почит на луѓето. Веднаш до мене Александра, која што е од представник од Црвениот крст. Александра, 9-та година поред споменавме дека е соработка со амбасадата на САД. Што вели, имаме ли хубави граѓани кои што ете во чест на овој национален ден и во Америка и во светот кој што се одбележува, доаѓаат и донираат крв и она што е нели најпотребно за онаа категорија на граѓани? Резултатите се одлични, навистина од година во година се подобри и подобри. Минатата година некаде околу 350 крводарители дојдоа и даруваа крв, што е навистина голема бројка, но сето тоа претходно оди со добро информирање и мотивација на партнерите, на пријателите на Американската амбасада и секако на оние традиционални крводарители кои што веќе им е дојдено време да даруваат крв. Но како што спомна, не се дарува само крв денеска граѓаните може да даруваат и храна која што понатака им се донира на целните групи социјално загрозени лица кои што Црвениот крст на град Скопје континуирано ги поддржува во текот на целата година. И оваа година акцент некако ставивме на облека која што сакаме понатака да биде користена преку продавницата, односно пунктот за облека каде што Црвениот крст директно има соработка и поддршка со овие граѓани. Очекуваме добри резултати денеска, очекуваме хуманоста повторно да ја покажат нашите пријатели и солидарно да им помогнат и да го одбележат значи денот. Се надевам дека и времето ќе не послужи и ќе имаме убав ден со тоа што ќе имаме голем број на хумани граѓани кои што ќе дојдат тука во амбасадата на САД. Ви благодарам за гостувањето во телевизија Нова. Само да напоменеме дека акцијата започнува во 9 часот, ќе трае до 16, каде што веќе во 11 часот е најавено и обраќање на амбасадорот на САД Джес Бейли на присутните тука во амбасадата и секако генералниот секретар на Црвениот крст Саид Заити и директорот на Институтот за трансфузиологија доктор Кочо Димитровски.